Любители на ръководството, добродойдохте на първия отдел от пресконференцията по надпреварът от 12-тото кола на групата А на ЕХФ Лигата на шампионите. Врагаме помежду Еврофан Перистер и Динамо Букурещ. Конечен резултат 25-24, по време 12-13. Ladies and gentlemen, please welcome at the first part of the press conference after the match of the 12th round of Group E of EHF Champions League between Eurofan Peristер and Dinamo Bucharest. Final result 25-24, half-time result 12-13. Тук на пресконференцията се тренерът на Динамо Букурещ Рави Дейвис и ръкоментарът Роберт Михай Милитаро. Ке ги чуеме първите импресии по надпреварът на присутните представници на романският шампион. Here, at the press conference, the coach of Dinamo Bucharest, Ravi Davis, and the captain of the team, Robert Mihai Militaro. First statement after the match. Robert, how was to play in Macedonia, in Bitola? What a dramatic match tonight here. Yeah, first of all, I want to say congratulations to Pelister. They made an amazing game. For us, I think was one of the worst game this season in Champions League. The atmosphere was incredible, put a lot of pressure on us, and I think helped them a lot. They play very aggressive. They didn't let us to do our normal game, and because of this, we cannot win this game. Това беше Милитаро. Накратко, що каже капитенът на Динамо Букурещ, честитки за коментарите на Еврофан Перистер, odigra odličan nadpreva, mi odigrахме един от най-лошите надпревари ова сезона во Лигата на шампионите. Атмосферата тук беше одлична, противникът играше агресивно, не ни даде можност да се разиграме и резултатът е на крајот реален. Продолжуваме понатаму, престануваат уште две кола од групната фаза. Това беше Милитаро, а сега ќе го чуеме Давид Девис, стариот познаник на македонскиот ракомет. Давид, добре дојде повторно во Македонија. Како беше да се игра во Битола и еве една анализа на надпреварот? Yeah, always is good to, hello to everyone, always good to come back to Macedonia. I was living here 5 years and I have really good memories, professional and personal. But well, when I come to Bitola, always is complicated. Yeah. And today, of course, we didn't do the best match. I mean, since we came back from the break of the European World Championship, the team was performing good. I was really satisfied with the performance and the trainings with the team, but today we didn't have the best day, let's say. Or let's say that Pelister put more to win. Okay, they were more aggressive in all the actions in attack, in defense. So yeah, today they were better than us, but we still have the chances to go, because I do believe that mathematically still we are not in the 8 quarterfinals, but we have to finish the job, and I do believe that the team is ready to do this. Thank you. You will have a statement on Macedonian, or? Da. We'll try. Only first in English. Okay. Da, dobro. Много зрекам сум да бидам пак во Македонија. Беше многу добро време за моја фамилија и за мене тука, и ама секогаш кога дојде тука во Битола не секогаш е толку добро, ама добро. И добро, денес екипа не беше добро, трениравме добро после светско првенство, ама играме добро, јас бев задоволен, ама денес не беше како треба. Верувам дека Еврофан сака да победа повеќе од нас и така беше до крај, и добро, мораме да продолжуваме, затоа уште не знам ако имаме доста број да одиме шанси математички да одиме осми финали, и добро, да имаме уште две надпреварите и мораме да играме подобро, да веруваме повеќе и готово, и да одиме за друга фаза. Благодарам, Девис. Благодарам на вас. Това беше првиот дел од пресконференцијата. Девис и Милитаро. За неколку мигови следува вториот дел со представниците на Еврофан Перистер. На нашите гости од Романија им посекуваме среќен пат назад и многу успех во преостанатите надпревари. Благодарам. Љубители на ракометот, добродојдовте на вториот дел од пресконференцијата по завршувањето на надпреварот од 12-тото коло од групата А на Лигата на шампионите на ЕХФ помеѓу македонскиот првак Еврофан Перистер и шампионот на Романија Динамо Букурещ. Конечен резултат 25-24, полувреме 12-13. Во името на клубот сакам да им се заблагодарам на сите присутни кои што и денес на првиот домашен европски надпревар во 2025 година ја исполнија салата Боро Чурлевски.
Френетично навива и му помогна на својот тим да стигне до третата победа и до 8-миот бод во групната фаза. Тука на пресконференцијата го имаме тренерот Раул Алонсо и Никола Митревски, јунакот на надпреварот. Ќе ги чуеме првите импресии по победата против Динамо Букуреш на присутните, почнувајќи од тренерот Раул Алонсо. Coach, another memorable night, a lot of drama and third win in the group stage. Your impression? Yeah, I have to congratulate my players for a fantastic game today. I think that not just the result is outstanding. We played against a really good team that also tried everything to win this game. But I liked how we did it and how ready we were to take this big fight. And we knew it would be very difficult, but we stick together until the end. And I think that even if we want to search something in the game that didn't go so good, was maybe the occasions that we had to score and maybe to make a bigger gap. So I feel that we deserve the win today, for sure. We were from the very first second there in the game. And in the first half, we opened the door to Dinamo, and they have the quality to equalize the game. And then was a thriller until the end, but I'm very, very happy because we are talking in these last 1-2 weeks about exactly these things, and this is for me very, very nice to see how we are creating this strength in the game, and also this strength inside the team where everybody is important. Players that are not in the squad, players that don't play so much, players that play 60 minutes. So we are understanding this, and today is a lucky day, also a little bit. But I think that we had a really good performance, and I'm very, really happy about it. Besides of this, amazing night, amazing crowd, super hall, so I had a lot of fun, and I'm very happy coach today. Thank you. Thank you, coach. Накратко, излагањето на Раул Алонсо. Честитки за моите ракометари, не само заради резултатот. Игравме против многу добар тим, кој не намачи, кој многу напредува во последниот период. Ми се допадна и начинот на кој што стигнавме до победата. Бевме заедно од првата до последната минута. Може би, ако можам да најдам некоја забелешка, тоа е што имавме премногу неискористени шанси, пропуштени можности со поголема разлика на крајот да победиме. Меѓутоа, покажавме квалитет, во првото полувреме имавме предност, потоа противникот се врати и на крајот во трилер завршница покажавме одредени вредности. Среќен сум, веќе 1-2 недели зборувам за овие мали детали во тимот, среќен сум и како креиравме хемија во која што сите ракометари во ростерот се важни. Сакам да се заблагодарам и на присутните за одличната атмосфера, за нашите навивачи. Јас сум денес среќен тренер, вели Раул Алонсо. Сега ќе го чуеме Никола Митревски, прво излагање по надпреварот, на тоа што играше во Романија, го знаеше менталитетот и квалитетот на романскиот шампион. Како беше да си игра по полувреме, повторно полна сала во Битола, прв надпревар во новата година и веднаш победа. Пред себе сакал најпрво да им честитам на моите соиграчи, на стручниот штаб, на публиката за фантастичната атмосфера и поддршката која што ни ја даваа уште пред почетокот на надпреварот. Динамо е еден државен проект кој што има 20 врвни ракометари, едни од најдобрите во своите селекции се во Динамо. Знаеме дека вложуваат многу, дека се неприкосновени, па може би 8-9 години. Во Романија успеавме да ги победиме, во нивниот шампионат се досега непобедени, имаат еден нерешен надпревар. Беше убаво да се игра пред своја публика, еден неизвесен, драматичен надпревар кој што го добивме на крајот и сите имаа заслуга за оваа победа. Благодарам. Ето тоа бе излагањето на Раул Алонсо и на Никола Митревски. На самиот крај сакам да ги повикам нашите навивачи
да исполнат спортската сала Боро Чудески в понеделник 18 часот на следниот домашен надпревар, овој пат домашната Суперлига против Алкалоид, следниот европски надпревар е за една недела во Берлин против Бундеслига Шеф Суперлига. Ви благодарам за вниманието и за посетата.